Добар ден, и од мене започува најновото издание на емисијата за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Доколку сакате да направите кашичка од сезонско овошје или пак сезонски зеленчук, тоа може да го изведете многу лесно и брзо, особено ако имате апликација ББ Готвач, андроидна апликација ББ Готвач, или пак го имате во физичка форма првиот македонски готвач за бебешка храна, ББ Готвач. Денеска во студиото е една од авторките на овој проект, станува збор Зелена Петковска. Добре ни дојде во студиото. Добре, Овој проект кој што се состои од неколку сегменти, група на Facebook Здрава храна, здрави деца, од неја всушност произлезе и идејата за ББ Готвач кој што го има во две форми, во андроидна апликација и како книга. Потекнува всушност многу поодамна, кога три мајки се најдоа во една од групите за доење, соба за доење на доктор Јулија, она позната советничка за доење од Канада, која што известно време беше исклучително активна на Facebook. И мислам дека тука всушност свативте колкаво е влијанието на групите за родителство на социјалните мрежи и потоа одлучивте вие да направите ваша група на Facebook, која што ќе биде за дохрана на бебињата. Зошто е толку комплициран тој период, периодот од немлечна кон млечна исхрана, потоа воведување нови вкусови кај бебињата, и зошто сметавте дека за ова мајките ќе имаат голем интерес? Па, прво како мајки се соочуваме со еден нов предизвик до храната, цврстата храна, а информациите кои ги добиваме се многу различни, значи од педиатри, од стручните лица, од нутриционистите, од мајките во околината, од нашите блиски. На многу неусогласени ставови. Да, и зависи како и секој доктор зависи по која книга се води, нели секогаш има истражувања кои се поддржани од СЗО, меѓутоа не секој доктор ги следи истите, сите даваат различни препораки. Збунети и сега, например, истото го советувам на мајките кои ќе ме прашаат кога почнуваат со дохрана, дека не е страшно кога се готви за бебиња. Истиот страв го имавме и ние, да не сгрешиме нешто, зашто ако се сгреши, нели се работи за бебенце, да не се случи нешто страшно. Меѓутоа, после некое време, после месец, два, више кога ќе влезеш во тој ритам, саќаш дека тие стравови и дилеми биле непотребни. Затоа се роди групата, ја направивме со Весна и со Ирина. За жал не се тука двете, заради болни деца. Тоа беше пред 3 години. Како почна групата, почнавме да си задаваме некои задачи, проекти и испадна секоја година да имаме по еден проект, па така имаме 3 години од кога ја отворивме групата, 2 години од пуштањето на апликацијата на Play Store и 1 година точно од кога ја издадовме ББ Готвач книга. Така, месец мај е многу важен очигледно за вас. Групата Здрава храна, здрави деца има огромен број на членови. 32 скоро, така. 100 објави, ако не се лажам, преку ден. Имате вие многу строги правила, што смее, а што не смее да се појави во групата. Секоја објава вие ја одобрувате. Затоа сме 3 и обавезно се случува и ние да направиме утка, меѓутоа после тоа го бришаме постот. Внимаваме затоа што секогаш го сме го напоменали во групата, тоа го напоменуваме. И тука додека сме гостувале сме го кажале многу пати, не ги чуваме ние децата во стаклени ѕвона, значи им дозволуваме да дојдат во контакт и со друга храна, затоа што утре ќе почнат нели градинка, школо, ќе скачаат, не може да ги заштитиме. Меѓутоа битни се навиките. Навиката е најбитна. Се изненадив пред некој ден, баба ми дојде на ќерка ми донесе чоколадца, банани и тетрапак сок. И Теодора и вика, чоколадцата ќе си ги ставам во фиока, мамо нати ги бананите, сокот го враќа, вика ова е отров. Значи тоа е таа навика, не дека она нема да проба на некој роден ден или не пробала, меѓутоа да знае да го одбере тоа што е добро за неја. Значи убаво да им даваме на децата избор. Има многу групи кои што се сличи на Здрава храна, здрави деца, но ретко која од тие постигна толку голем успех. Во што е тајната? Па токму во правилата. Иако на почетокот имаше малце негодувања околу тоа дека сме малце строги, дека бришеме несоодветни коментари кои што не се поклопуваат со правилата, меѓутоа токму правилата се тие што ја држат групата така како што е, како и на почетокот пред да се направи апликацијата и блогот, имавме посебни албуми кои дел од нив се уште постојат за дохрана, на мирни
наредници, објаснување за секоја намирница, посебно кои се нејзините хранливи, нутритивни вредности, рецепти од мајките, наши рецепти. Меѓутоа сега све префрливме на блогот, па сега имаат можности читателите кои не се на Facebook да дојдат до тие информации. Така, блогот исто имаше огромен успех, за една година имаше околу 500.000 посети. Сега више се 1 милион читања. Неверојатно многу. Да, со бројките сме добри, сме задоволни. Колку се денеска родителите всушност посветени на здравата исхрана на своите деца, свесноста дефинитивно расте. И е интересно што во блогот функционира на карактеристичен начин, имате датотеки во кои што дават одговори на најчесто поставуваните прашања на родителите. Еве, кои се најчестите прашања на родителите? Што е најчитано на блогот? За жал морам да кажам искрено дека одамна не постираме како што постиравме порано, меѓутоа тоа е затоа што најголем дел од прашањата ги одговоривме. Една од причините заради кои отворивме групата е повторување на еднисти прашања и неможноста секоја мајка која ќе се уклучи да го добие веднаш одговорот. Стално препрашува, секогаш се уклучуваа мајки со различни искуства, совети, знаење. Ние направивме истражувања и на сите тие одговори, например, уште ги памтам најчесто поставуваните како се варат житарките. Нели соодносот вода, житарка, како се посебно оние житарки кои не толку често ги имаме во нашата кујна, иако кино, амарант и слично. Да. Значи како се готват, за колку време се варат. Дали треба се киснат? Да, дали да се киснат, како ги миеме, заштита од пестициди, каде купуваме одбрани зеленчуци и овошки, од кој месец која намирница се дава. И затоа и ги направивме тие такви албуми. Значи секоја намирница се стои, значи тие табели ние кои ги имаме се во согласно со СЗО, се во согласно со нашите педиатри. Значи собравме неколку табели, сите оние намирници кои се поклопија ги ставивме во една табела. Така. Значи тоа е едно мало истражување. Всушност од каде ви беа информациите со оглед на тоа дека ниту едно од вас ние сме само мајки. Така, вие сте само мајки, не сте нутриционисти, не сте педиатри и слично. Значи, само врз основа на истражувања и читање на официјални податоци. Да, податоци, сите информации се од официјални извори, значи не се од групи превземени, него се од напишани од доктори, има на дел од нив и наведено е, поготово каде што се цитира некои, како например од кога да се даваат одредени алергени намирници, секогаш гледаме да цитираме и да наведеме кој е изворот, за да може мајките подетално да прочитаат. Сега ние да не ги трупаме, има и многу непотребни во наводници информации, ние го вадевме на главното. После некој време направивме соработка со нутриционисти. Надица беше Илиевска, првиот нутриционист кој ни се приклучи во групата. Она ги прегледа и рече дека се сосема добро напишани и изработени сите тие статии, постови, фотографии. Сега имаме уште еден нутриционист, Маја, и со неја започнавме од неодамнен еден нов проект. Објавуваме во апликацијата, бидејќи на неја имаме можност да ставаме нови рецепти, да ставаме рецепти за подобрување сега најновите наменски за подобрување на хемоглобинот. Значи како да го кренат мајките железото на децата први на природен начин, значи секогаш даваме, дури нашиот педијатар, еве сега јас имав проблеми со малиот, први дадовме еден месец рок за тоа да го поправиме на природен начин, па ако не ја бива, нели да преидеме на суплементи. Сега во соработка со Маја, она ни дава намирници, комбинации, кои намирници ние да ги скомбинираме, а јас и Ирина ги спремаме оброците и ги објавуваме во апликацијата. Набрзо ќе има и други за надокнадување на други витамини и се она што е потребно за здрави и со јак имунитет деца. Така, значи од групата Здрава храна и здрави деца всушност произлезе апликацијата, која што се уште само за Android-ен. Да, се уште е само за Android, за жал. Работиме на тоа и да биде на Колку симнувања има на апликацијата до сега? 10.000 плюс корисници имаме.
Сега точните бројки не ги знам, ама еве денови имаше уште некои 200 нови, секој дневно има како ги ставаме новите рецепти, така имаме и нови корисници. Колку често ја надоградуваат, односно Па гледаме барем 4 до 5 рецепти месечно да имаме, затоа што некој пати ние знаеме да утнеме, многу често знаеме да не ги запишеме намирниците, па од почеток, па не биле добри фотографиите, за да не се повторуваме. Сега и нашите деца се поголеми, инаку тоа е новост, нели, од гостувањето тука имаме сега више по 2 деца. Весна очекува принова, и сега како растат децата, така ни доаѓаат нови рецепти, затоа што големиве беа више пораснати, јадат скоро тоа што го јадеме и ние, и малце тука имавме застој, сега со новите бебиња, нови идеи, нови рецепти. Така, еве нови идеи, нови рецепти можеме и на родителите, односно на нашите гледачи на 0N+, да им дадеме некои идеи за тоа што се може да направат вкусно за доручек или за ручек на нивното бебе. Што најчесто споделуваат оние кои што се вклучуваат на страницата Здрава храна, здрави деца? Дали се тоа овошни кашички или пак зеленчукови кашички? Кои се секојдневните комбинации, може да дадеш некои примери? Имаме доста активни членови. Сега е добро што Facebook овозможи да се гледа статистика, буквално знаеме која мајка колку пати постирала, коментирала, и знаеме да им се заблагодариме приватно во порака, затоа што без нив не би била ниту групата, ниту би се родила апликацијата, ниту книгата. Значи да им се заблагодарам јавно за сета таа поддршка и време што го одвојуваат. Пред да одговорам на тоа прашање, морам да ја спомнам Весна, една од админите, која започна тоа не беше наменски, суптилно, почна да споделува рецепти со оброци, меѓутоа подготвени на креативен начин. Така, значи, имаме некои фотографии, имаме фотографии, можеме да ги пуштиме. Уметно звучиние. Да, уметно звучиние, на таков начин всушност децата се мотивираат да го изедат она што е сервирано, бидејќи многу често тоа не сака да го направат. Ова е сега конкретно видеото од промоцијата на книгата на Бебе Готвач. Ние би можеле да ги погледнеме тука фотографиите, подоцна ќе го погледнеме видеото. Така, значи креативно сервирано. Да, креативно сервирано. Од кога Весна го постираше првиот оброк, многу мајки беа скептични дека децата без разлика како е подготвено нема да јадат. Меѓутоа еве денеска имаме, па мислам дека едно 20 на мајки кои секојдневно ни постираат слики со сготвени оброци, меѓутоа тоа е уметничко дело. Јас искрено немам време, ниту можам да ги спремам до толку. Еве. Значи, мислам дека е од роденденска забава, мајките спремаат и за во градинка. Ова се некои од, еве сега да ги спомнам, мислам дека беше Кристина, Бојана, Маре, Мери. Значи, навистина креативни мајки. Да. Премногу. И децата, дури и оние намирници кои не ги јадат, знаат да ги со ваков оброк да ги изедат. Еве Ирина беше пример, Леон знаеше да одбива одредени намирници, спреми омлет направен како миньон, вика прв пат да го изеде целиот оброк без да има никакви негодувања и пола саат молење на маса. Така, но за ова претпоставам дека треба да се има малку повеќе време. Голем дел од мајките реагира дека немаат време ако спијат децата, може би ние, јас сум например, кога се преморни. Да, кога детето ќе заспие, тогаш обично ги спремаме оброците, ако спие малце подолго, може би да се направи една ваква уметност. Јас сум благословена со деца кои не спијат, едва и ги спремам оброците, меѓутоа јас им се воодушевувам стварно на вистина на мајките и на инспирацијата која добиваат. Дали е пролет, лето, зима, ние знаеме некој пат да им дадеме задачи на одредена тема и тие ги извршуваат прекрасно, значи воодушевени сме сите во групата. Се зголемува бројот на мајки и тоа кои што се вработени со кариера, кои што одвојуваат време во кујна за да подготват здрав оброк на нивното дете. Која е предноста на домашно подготвените кашички во однос на купичките? Точно знаеме што користиме, точно знаеме кога сме ги купиле, од каде сме ги купиле намирниците. Свежо подготвениот оброк има многу поинаков вкус од купечките кашички, без разлика што ќе можеме да направиме една таква проба, ние сме направиле, за да им покажеме на мајките финансиски дека е многу поисплатливо да се готви дома отколку да се купи една кашичка. Да ги сготвите, да ги ставите истите намирници што ги има во готовата кашичка и вие дома да ги направите, вкусот ќе биде тотално различен. Исто така
добро е децата да јадат домашно приготвена храна, бидејќи кога ќе пораснат, полесно ќе го прифатат нашиот начин на готвење, зачините кои ги користиме. Ние на пример имаме рецепти кои се дадени на мирници, меѓутоа 10 мајки да ги изготват, оброците ќе имаат со различен вкус. Ние сите додаваме некои финеси кога готвиме, повеќе морков, помалку тиквица на пример, ќе се смени вкусот и децата го учат тој вкус на таа домашно приготвена храна. Придобивките се огромни, значи добиваат поготово детската храна до една година, оброците не се некоја голема филозофија. Неколку намирници со многу малку зачини, под зачин тука подразбираме да се темелце лук, кромит, морков, пашканат, значи не оние зачини во кесичка. За 15 минути е готов оброкот. Така, тоа сака да се потенцира, дека 15 минути се всушност потребни за да се направи здрав оброк за децата, не е некоја голема филозофија, не бара некое претирано долго време да се помине во кујна. Воопшто. Само да се има добра идеја, а идеите може да се најдат во Бебе готвачот, веќе споменавме една година од неговото издание, 350 рецепти во него може да се најдат, поделени се по месеци од 6 месеци до 2 години. Не, до 12 месеци, меѓутоа сите рецепти од 12 месеци со мало прилагодување, слободно може целото семејство да го јаде, не само поголеми дечиња. Значи со додавање на малку повеќе сол, додавање на некои зачини што ги користиме како семејство, може да се конзумира. И така се направени од 10-тиот месец наваму сите комбинации на рецепти тука се прилагодени за деца, значи начинот на подготовка на мирниците. Меѓутоа, еве ние сите дома ги јадеме, еве како семејство, од кога се роди, од кога почнаа нашите деца да јадат, го сменивме нашиот начин на исхрана, на готвење, значи повеќе внимаваме. Проблеми што сме ги имале здравствени, поготово јас на пример со стомакот одредена храна не сум можела да ја јадам, од кога почнав да јадам заедно со децата, више и ги немам тие проблеми. Така и ве гледам зелено пире, бело пире, портокалово пире, виолетово пире, значи све да ги привлече децата, значи мора првин да ги најадеме со очи, да ги привлечеме за да сакаат да јадат. Затоа што има навистина и според мајките кои пишуваат, има доста деца кои се пребирливи, не може да ја погодат комбинацијата, по оние периоди на заби, вадење, па ќе дојде некоја настинка, болест до 2 години знаат да избегнуваат одредени намирници, да одбиваат да јадат. И вака мајките имаат доста идеи, па и децата почнуваат да јадат. Споменав повеќе од 350 рецепти. Предпоставам дека ги немате подготвено баш сите или се лажам во заклучокот? Во овие 4 години сега више имам и повеќе рецепти од 350 изготвено. Како направивте селекцијата, што да се најде во книгата, во кој месец, кој рецепт да биде објавен? Тоа не беше навистина тешко што да објавиме, што да го оставиме за некое друго издание. Гледавме да биде, значи секоја намирница да биде рецепт. Да може мајките како ќе воведуваат одредени намирници, веднаш да имаат идеја. Гледавме сите намирници кои се во табелите да бидат застапени, тоа доста ни го олесни селекцијата и она што нашите деца преферираа да јадат, им беа убави комбинациите, тие беа приоритетни, да има десерти гледавме, затоа што нели избегнуваме да даваме вештачки шеќери, чоколади, купечки, десерти, да има благи, смути, значи има и буквално за секој ден да се готви. Така. А инаку овој готвач може се каже дека е повеќе од готвач, бидејќи во него има и еден сегмент кој што се однесува на доењето, оној период пред започнувањето на дохраната. Зошто сметавте дека треба такви совети да бидат вклучени во еден бебешки готвач? Па затоа што не дека не постојат, не дека нема, меѓутоа веќе кога имаат целата книга, убаво е да ги добијат сите информации до кои ние сме дошле. Не само за доењето, има пред секој месец има статија како бебето се одвива во тој месец, на пример за 6 месеци, 7 месеци, 8, што да очекуваат родителите околу спиењето, околу моториката на движењето, кога прозборуваат, кога проодуваат. Има статии зашто домашно приготвена храна, неколку начини како да се сготви домашната храна.
Доењето, бидејќи сме и јас и Ирина и Весна поборници на доењето, имаме и нова група поддршка на доењето, во која имаме две советнички, Даница веќе ја знаете и вие. Да, неколку пати гостуваше. Вие гостинка често, исто и Анастазија, незината колешка. Направивме нешто како соба за доење, бидејќи доктор Јулија ние нема, мајките се повеќе имаат прашања и дилеми, нели бебиња се раѓаат, мајките се соочуваат со сличните проблеми. И една од причините беше и таа, за да им олесниме малку на мајките, да ги охрабриме и да им данеме поддршка. Токму тоа го има во таа статија, да. Им советувате на родителите да замрзнуваат сезонско овошје, сезонски зеленчук. Зошто со таков пристап сметате дека може да се направат поквалитетни кашички? Па за да имаме, обично зимата е таа која ни ги ограничува оброците. Убаво е да имаме резерви. Не дека на пазарите нема, меѓутоа мора да земеме во предвид дека некои деца, например, не сакаат да јадат зелка или не им е време за да јадат зелка, или обично зимно време најчесто се готват манџички, не знам, грашок, леќа. Меѓутоа има пребирливи деца кои тие јадења одреден период не ги прифаќаат и ги одбегнуваат. И затоа е убаво да имаме она што ни го нуди летото, пролетта, есента, да го имаме во замрзнувачот, подобро отколку да се купи. Исто така советуваме да се пастеризираат компоти без никакви шеќери и додатоци. Еве јас на пример сега цело зимо моите деца многу сакаат патлиџани, имам домашни пастеризирани во тегла. Тоа им е кетчап. Например, не јадат готов купечки кетчап. Секогаш има начин децата да и керка ми, јас сакам кетчап, варијанта. знае дека јас си го правам и гледа дека го блендирам, ставам натре малце орегано, лук, маслиново масло и тоа е кетчап за со макарони, шпагети, за со ориз. Нешто што многу брзо се подготвува. Во однос на намирниците кои што се користат тука, се водевте по табелите и според препораките за она што е здраво. Но како што знаеме, ти препораки се менуваат. Да. Може ли некои, да речеме, делови од рецептот да се променат? Еве, кокосовото масло беше препорачувано како исклучително здраво, сега препораките се менуваат. Дали може да се направи замена, да речеме, на некој? Што советувате таму? На се може да продукт со нешто друго. На се може да се направи замена, затоа што еве на пример мојата ќерка Теодора на пример е алергична на кашкавали, алергична на моцарела, алергична на мандарини. Не даме никаков тип на сирење освен кравио и сега ако има на пример во рецептот козјо сирење или да се стави кашкавал, јас тоа го менувам со нешто што она смее да го јаде. Или на пример сакаме да подготвиме мафини со јаготки, меѓутоа не е сезона на јаготки, слободно можеме да додадеме нешто што го имаме ете во замрзивачот или нешто што е сезонски. Ако е на пример зима, слободно може да додадеме јаболки, да се стават, не знам, да направиме смуди, ако рецептот е со јагоди, да ставиме киви, ако е сезона на киви и обратно. За кокосовото масло, да, имаше доста дискусии кај нас во групата, меѓутоа препораките кои ги слушаме, точно дека се менуваат секојдневно и ние ги следиме и ги гледаме. Меѓутоа, мислиме дека придобивките, се ова значи како мајки, како од она што сме го прочитале, придобивките се малку поголеми од она што би можело да им наштети на бебињата и на децата и количината колку ние ја употребуваме. Јас, на пример, знам кокосово да ја намачкам тавата кога им правам палачинки, бидејќи не ги пржам, или да ставам лажичка кокосово во една смеса за целото семејство палачинки. И мислам дека тоа не е толку штетно, нити па може да направи огромна штета врз сите нас. Меѓутоа, за оние кои го конзумирале редовно и го јаделе во поголеми количини, сметајќи дека е здраво, бидејќи се што е здраво, ако се јаде, ако се претера, више храната е лек, меѓутоа храната знае да биде и болест. Со све мора да внимаваме. Каде може да се најде бебе готвачот? Дали на сајмот на книга? Да, сега на штандовите на може да се најде, ќе има ли сајмски попуст? Ќе има сајмски попуст, значи сите што ќе го посетат штандот на 3, ќе може да ја најдат бебе готвач со попуст. Инаку нема во сите поголеми продажни места како Матица, 3, Култура, во продавниците на Биокулт, нели здрава храна, тука може веднаш кога ќе пазаруваат да ја најдат. Во Тримакс, во помалите места, во локалните продавници не можам да ги запамтам сите, може да се нарача онлайн исто преку Тримакс и 3. Значи буквално сме достапни во Македонија и надвор од Македонија преку Тримакс. Значи имаме и преку океански
пратки до сега. Супер. Многу мајки на користа. Одлично. Јас верувам дека ќе има продолжение, бидејќи сега веќе и со поголемите деца имате нови предизвици, како да изедат одредена намирница, сигурно наоѓате начини како да на кој начин да искомбинирате за да биде повкусна и да баш пред некој ден не изеда викам, децата. значи правам супа што им ја спремам со години, малце го сменив начинот на подготовка. Нијанси се во прашање. И викам буквално тенџерето го испразни, само викаат дај, цело тенџере човече од 1 година, 4 години истрака супа. Браво. Инаку спремаме неколку нови проекти, не да ги откривам пред време, меѓутоа така некако си наложивме секоја година по еден проект, па се надевам дека следното гостување ќе имаме да се пофалиме со уште една нова работа која произлезе од групата. Па нормално да произлезе. Да. Нормално да произлезе. Еве јас денешната емисија ќе ја закружам со првиот оброк со лубеница, нели ни предстои летото, да. Лубениците сега ќе бидат убави, благи, свежи. Потребни намирници се едно парче лубеница, 2 лажици просо. Просото измите го од можни нечистоти, ставете го да се вари. Кога ќе се свари, оставете го да се олади. Лубеницата изчистете од семки, испесирајте ја со вилушка, оладеното просо измешајте го со лубеницата, оставете го и исцедениот сок. Оставете го да стои неколку минути за просото да го впие сокот од лубеницата. Оваа каша може да се комбинира со овесни и пченични снеголки или да се сварат амарант и ладен да се додаде. Послужете го оброкот свеж. Еве, одлична идеја за летово. Сите што се заинтересирани, значи може да го најдат бебе готвачот и во него има навистина одлични идеи, одлични оброци за вашите бебиња. Ви благодарам што не следевте, благодарам Елена уште еднаш што беше дел од НОЕМ+. Ви благодарам и вам почитувани што не следевте. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската нателна пријатно.